Кој ли го, еве, гледате како погрешно некому му дале да прави, не пресметал колкав простор треба. И тука имало некоја корупција. Значи, вака. Вака. Прво, гледајте, како не измериле. Значи, прво вака. Од она што го слушаме од Александра, очигледно е дека е квалификувана. Тоа морам да го кажам. И образложенијата држат. Но, примерот што го дадовте е несоодветен, бидејќи тогаш беа точно поверени, кои што случајно и тука е и денеска, и представник. Да се разбереме. Во парламентарното право се вели дека пред собранието може да настапуваат само представниците и поверениците. Тоа е факт. Ама, тоа начело, тој процедурален принцип, за жал, овде беше прекршен дури и при промена на Уставот. И сум го напишала. Замислете, од кабинетот на премиерот, двајца ги бранеа амандманите на Уставот во 2018 година. Секој друг председател веднаш на собрание ќе ги отстранеше, бидејќи тие не се овластени. Ве молам, сега во теке ова, но мора ние да не повторуваме лоши преседани. Да се знае редот. Јас бев убедена, да биде искрена, дека Александра е на корицата, дури и кажав на една од вашите асистентки, сигурни бевме, и ова што го прави, таа го прави професионално, ама требало, значи, на корицата да ја ставите. Така што овде и постојано некои процедурални превиди. Европска грешка сме ние.